Првата посета на македонски претседател на Косово се случува во турбулентен период за регионот. Ситуацијата во Босна и Херцеговина, односите Косово-Србија, проблемите меѓу Скопје и Софија поради кои Албанија е блокирана во евроинтеграциите, ковид кризата. Овие отворени прашања косовската претседателка Вјоса Османи во присуство на претседателот Стево Пендаровски ги дополни со уште едно – обиди за дестабилизација кои, како што рече, доаѓаат од Русија. Siç e dini, Kosova dhe rajoni jon akoma ballafaqohet me rreziqe të mëdha në fushën e sigurisë për shkak të tendencave destabilizuese. Косово и регионот се соочуваат со големи ризици од аспект на безбедноста поради тенденциите за дестабилизација што доаѓаат од Русија преку Србија. Ние сме посветени да ги избегнеме таквите притисоци, но и да ги превенираме таквите закани. Нашиот регион бара конкретни чекори кон Европската Унија, но и ни треба мир и стабилност кои не можат да се постигнат ако преку Србија доаѓа влијание од Русија. Пендаровски го поздрави договорот за деескалација на тензиите во Северно Косово, порача дека единствен механизам за напредок е диалогот. Повтори дека Скопје ги поддржува напорите на Вашингтон и Брисел за изнаоѓање решенија за отворените прашања, вклучувајќи го и она меѓу Приштина и Белград. Се разбира, со претседателката на Косово разговаравме за диалогот Приштина-Белград. Сите сме свесни дека ова е еден многу тежок и компликуван процес, но верувам дека сите луѓе со добра волја во регионот и пошироко ќе го поддржат решавањето на спорот, кој на крајот ќе значи иреверзибилна пацификација на регионот. Дозволете ми во оваа прилика да го реафирмирам нашиот став, а тоа е дека Северна Македонија поддржува заемно прифатливо решение меѓу Белград и Приштина со потенцијал да придонесе кон регионалната стабилност и кој нема да ја загрози безбедноста на соседните држави. За прашањето на блокадата од Бугарија, која ниту вчера не беше надмината на Советот за општи работи на Унијата, Пендаровски вели дека за него е прифатлив пристапот што го најави новиот бугарски премиер Кирил Петков. Наместо само низ призма на историјата, релациите меѓу Скопје и Софија да се градат и низ економијата, трговијата, инфраструктурата, културата, човековите права. Пендаровски не се согласува со рокот за кој зборува Петков, 6 месеци, зашто според него прашањето може да се реши многу побрзо. Дали продолжувањето на стоењето во место во интеграциите сега поради Бугарија представува отворена врата за дестабилизација на земјата, Пендаровски вели не, нема таква опасност. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.